53-годишен жител на долненското село Саждево, тутунопроизводител и татко на 4 малолетни деца, починал на откупен пункт, откако претходно подолго време безуспешно се обидувал да предаде 30 картони тутун за да си го прехрани семејството. Оваа вест како бомба одекна помеѓу тутунарите и уште повеќе го зголеми нивниот револт, бидејќи, како што кажуваат самите, ова веќе било втор ваков смртен случај за само неколку дена. Се работи за сиромешно семејство. Некаде 2 недели одел и се молел да предаде некој пакет тутун и 30 пакети носел за да ги предаде вчера. Мислам дека му враќале некој од пакетите. Ова е втор случај на починат и не да е втор тат ќе биде, него дефинитивно и е втор тат тутунот оваа година, затоа што се работи за огромни суми, реално кај поединци штетите се дури и до 10.000 евра. Разочарани од државата, но и уплашени од ваквиот тек на откупот заради двата згаснати животи, тутунарите од вчера се организираат на социјалните мрежи солидарно со доброволни прилози да им помогнат на семејствата на двајцата починати тутунари. Од друга страна, деновиве се повеќе се продлабочуваат и недовербата и јазот помеѓу самите тутунари. Па вчера формиран е и втори иницијативен одбор со членови од сите тутунски региони во земјава. Пред еден ден, два дена така нешто, пред да се одржи митингот, протестот во Скопје, се посомневав дека неколку мина од иницијативниот одбор работат за откупувачите во спрега со власта. Затоа што дел од нив и беа отворено со власта. Инаку, Јосифовски смета дека за вчерашните ветувања на Заев, дека тутунарите ќе влезат во петтиот пакет ковид мерки, се уште едно замајување на македонските тутунопроизводители за евентуална помош од 100 евра, што според него би било понижувачки, ако се има предвид актуелната ситуација со откупот, која била повеќе од алармантна.